екстравагантен, комплициран, невообичаен. Давид, многу ми е мило што не угости тука на твоето работно место. Би сакала нашиот разговор да започне тука, па да продолжиме малце да се прошетаме. Кажи ми најпрвен како си. Фала на поканата High Production МК, навистина сум среќен што сум дел од оваа прекрасна емисија, па верувам и телевизија. Направивте нешто ново, би сакал да ви честитам на целата ваша екипа, на директорката, на тебе, прекрасна си, и на целиот овој проект, затоа што верам дека ќе успее. Сум среќен што се случува нешто вакво во Македонија. Еве, јавните личности ќе имат кара да се појавуваат и ќе се чувствуваат како вистински звезди. И навистина сум среќен, инаку јас сум одличен. Денеска ова ми е прво интервју и вечерва снимам друго интервју за сосема друга телевизија во сосема друг град. Не работам речиси година дена како шоумен на свое шоу, но сите ме викаат по емисии, можеби затоа што сум забавен, интересен, но мислам дека првенствено сум искрен. Добро, кажав јас, невообичаен. Давид, кажи ми, како ти започнува еден твој ден? Те видовме, сега се договараме уште рано од Сабајле да се видиме, затоа што ти си препон со обврски, Не си? Па добро гледам дека студираш, се образоваш, работиш исто така. Кажи ми како протекува еден ден на Давид? Па мора да се работи, да се студира, не само оваа земја за да се успее. Еден мој ден е, јас морам да кажам дека не сум редовен студент, јас сум вонреден, затоа што навистина нема време, затоа што јас од 19 години се занимавам со оваа работа, работам во национален медиум, тоа е допред до 7-8 месеци водев и свое шоу. Сама знаеш колку е тешко организации, продукции, екипи, стиматели, обезбедување на финанси, за да се покријат тие трошкови, борење со многу глупости во оваа земја, договарање на гости, подготвување на прашања, различни реквизити. Навистина ми одземало тоа голема дел од денот, сите тие организации, но сум го правил тоа што го сакам и сум бил среќен, така да кај мене ништо не зависи. Неам јас, на пример, како сите ист стек на денот. Јас, на пример, некогаш знам да станам во 11 и ништо да не правам ако нема обврски, буквално само да избијам садови, да јадам, да пушам цигара, да пијам кафе и да читам. А некогаш знам од Сабајле до вечер само да работам. Некогаш знам цел ден сум на факултет, некогаш знам цел ден сум тука во. Така да еден мој ден поминува интересно, не можам да кажам не. Јас сум ворко, сакам работа, се борам за повеќе проекти, работам сега на повеќе проекти. На 2 проекти моментално работам, еве да го поздравам Бомбакис, работам кај него. Кај Бомбакис сум работен за одредена плата, неговиот каркаст го водам, кој водител сум, работам проект кој се вика Hitmaker и еден мој ден поминува така, со борби и кулминацијата на денот ми завршува среќето затоа што сум со моите најблиски, татко ми, баба ми, брат ми, мајка ми. Помна дека работиш нели на повеќе проекти, претпоставувам нели во твојата бранша. Кажи ми, која јавна личност никогаш повеќе не би ја угостил еве во тие проекти? Спасен Силјановски се разбира. Зошто него? Затоа што мислам дека тој не сака да гостува кај мене. Мислам дека тој е навикнат да гостува кај водители кои што се класични, мислам како него. Јас сум, само не сум класичен водител, така да мислам дека Спасен не би се чувствувал комото во мојата емисија, во било која емисија, така да Спасен не би го гостил пак. Давид, јас мислам на овие теми малце да поразговараме надвор од овој простор, да. Кажи ми дали се согласуваш да идеме малце да се прошетаме? Се согласувам, но сакам да кажам дека ќе ми биде добро затоа што може ова го имаш спремно како прашање. Јас сум човек кој што не ќе да се фалам. Ова ми го рекол да не го зборам во интервјуа, но морам да кажам. Јас сум човек кој што само дека е модна икона иритира класично македонско конзервативно око, затоа може ме вреѓаат по коментари, на кој јас сум човек кој што нема ништо лошо направено, не должам, не пијам, не правам ништо лошо, така да немам никаков проблем да идеме надвор. Ајде да идеме. Давид, дали за себе си сметаш дека си модна икона? Да те прашам тебе, ти дали мислиш дека сум? Фала ти, исто така мислам ја за себе си. Да, се разбирам од мода, тоа е талент, како што фудбалерите на пример се родени со талент да играат фудбал, како што новинарите со талент да пишуваат, да создаваат, да творат како уметниците, така и луѓето што се занимаваат со мода. Јас на пример не сакам да се занимавам со мода, но просто таков сум роден со талент, се разбирам во мода, јас сакам високата мода, се палам. На пример, ова е интересно, се палам повеќе на висока мода отколку на пример. Така да
сакам висока мода, сакам кога сум центар на внимание, ама можам на пример со 50 евра да поминам и да купам многу парчиња гардероба. А според тебе, кој од македонските јавни личности, зборам од машкиот пол, се добро стилизирани? Ги има навистина многу, јас сегаш го фалам Боби Павловски, Јоце Панов, морам да го пофалам, страшно дечко се разбира у мода. Кој други? Иван Јованов, да кажеме. Океј, стварно океј. Слаткар знае да се облече, да привлече убаво внимание. Не знам, ги има навистина многу. Има многу. Дали ти пречат коментарите врз основа на твојата сексуална определба? Никогаш во животот не сум видел некој во Македонија или во светот да навреди стрейт човек. Така да јас во животот никогаш не сум изјавил дека сум нешто поинакво, затоа што јас сум стрейт. Така да не сум се соочил никогаш со навреди на мојата врз основа на мојата сексуална определба. Имаше, мислам дека некој рил на твојот профил, во кој што ги коментираш тие коментари. Да, го бев тоа. Тоа беше на едно гостување на една друга телевизија. Јас стварно не очекував да ме навредуваат луѓето толку многу. Дури сакав и да напуштам оваа земја и не дека не сум со таа помисла се уште врежан во дека таа помисла се уште не ми е врежана во мојата глава, но одлучив да се борам за мојата среќа, за среќата на моите блиски, а и за среќата на моите фанови, затоа што јас имам фанови и млада публика кои што се многу млади се уште, зборам до 15-18 години и во младите, така да ќе останам за да сменам неколку општествени норми во оваа земја. Давид, кажи ми, сакам малце да поразговараме за темата околу Зоки Фаци. Знаеме дека имаше јавен конфликт со него. Дали ти е криво или дали можеби после тој конфликт ги изгладивте вашите односи, или кажи ми, ако е одговорот нели негативен, дали ти е криво поради тоа? Први нека му леса земјата, еден од првите естрадни новинари во оваа земја, ако не и прв, човек од кој што можеше многу да се научи. Јас со него бев близок уште пред да гостувам кај него во емисија. Мислам близок, бевме пријатели. И секогаш имаше пофални зборови кај Стефан, тоа работеа заедно Зоки и Стефан, реално ме навредува, се караа со мене. Јас само бев во шок што не го очекував од Зоки. После тоа гостувавме заедно во друга емисија и направивме убав муабет, пиевме кафенце, се направив убав муабет и ми рече: "Срцка, ова е се шоу бизнис. Така да те поддржам, супер си, срцка си." Таа 2024 година пред да почине негде летото беше јуни-јули, случајно се видовме во ресторан во центар, ми мафна и вика: "Дојди со мене, ајде да пиеме кафе." Викам: "Ајде ќе поминам на пола сат, пошто на друг состанок сме седнавме." Значи, кој пола сат, 2 сати муабет имав. Значи, ако не и повеќе 2 сати, заборавме дека имаме договорено на друго место, све заборавив. 2 сати муабет изборувавме за се и се што онака буквално ми се извини, рече: "Срцка, ова е шоу бизнис." Ја му реков: "Извини, ако јас сум ти погрешил, ако да знаевме дека тоа ни е последна средбина." Вистина ми е многу жал. Се ежаме весело како зборам. Никогаш се очекував дека тој ќе почине толку млад. Ма е лесна земјата. Бефе на вистина одлично, тоа е тоа. Морам да те прашам за темата Марија Луиса. Имавме прилика јас и ти да поразговараме телефонски, малце се малце се скаравме. Да, се шалевме, сето ова е како што рекол Зоки. Срцка, шоу бизнис. Така е. Сакам да те прашам твоето мислење во врска со неа. Дали можеби после таа изјава и тој телефонски разговор имавте прилика вие да поразговарате? Не. Дали сте се слушнале или можеби сте се смириле? Не, сакам да се смирам со Марија затоа што јас сум човек кој што засакам еден човек. Што сака нека се случи сем, ако не ми направи страшно зло, да ми убие близок, да ме намести, да ме оплячка. Јас тој човек не можам да го мразам. Омразата е навистина многу лошо чувство. Јас Марија не можам да ја мразам затоа што сум ја сакал многу, ние бевме 2-3 години многу блиски другари. Пиеле заедно, што се вика. Сум бил кај нејзе дома во Битола, сум бил кај нејзе дома во Скопје, сме биле многу блиски. Што се случи, како што ти кажав, тогаш лош човек сакаше да не ги уништи односите и нека му служи него на чест. Марија, иако изгледа екстравагантно и можеби понекогаш иритира, Марија е добар човек, морам да кажам. Марија Луиса, верувајте ми дека е навистина добар човек и навистина сакам да се спирам со Марија, ама тоа да биде јавно, за да направиме интерес да биде за публиката. Јас би сакала ние да сме тие што ќе ве смириме. Верувајте дека после ова друг да ме викне, нема да гостувам, ако сака да го направи истово, тука ќе го направам кај вас. Ваше само да договорите Марија. Јас сум тука прв да се смирам со нејзе затоа што не верам дека ќе бидеме толку блиски како порано. Но зошто не испиеме на кафе и да имаме убав збор, како што сме имале години уназад? Давид, тема Игор Џамбасов.
Не знам дали ќе сакаш да ми ја прокоментираш. Видов некои твои изјави во врска со него, дали се компетентни или не, тоа ти го знаеш. Имаше прилика и да му се извиниш, па би сакала пред нашите екрани да ми го кажеш твоето мислење во врска со него. Секој човек има право да сгреши. Јас прв пат во мојот живот сватив дека сум направил катастрофална животна грешка, затоа што јас и за мене збората пример може тоа да го каже најнебитен фактор што се шета тука низ паркот. И јас сега ти тоа да го чуеш од тој човек и да го напишеш и да го кажеш тоа за мене, не е фер. Таква катастрофална животна грешка направив јас Игор Џамбазов. Слушнав муабети од небити фактори, скопски приказни, дека човекот кастал на снимања. Што кога се распрашав, после целата таа медиумска хајка, кога се распрашав, сватив дека тоа не е вистина, бил редовен на снимањата, одговорен бил човек. Така да, навистина, уште еднаш сакам да кажам јавно дека длабоко му се извинувам на Игор Џамбазов, се кавам за тоа што го кажав, подклекнав дека слушав скопски приказни и не е вистина, човекот бил многу одговорен со секоја продукција, секоја телевизија со која работел, бил многу одговорен, достоен човек. А јас бев погрешно сватен дека не мислиме ништо против него, само кажав дека не е фер продуцентиве да земат само еден човек за работа. И ти си новинар, ќе ме разбереш, не е фер да седиме дома да немаме работа. Младите луѓе треба да се експонираат, животот и иднината останува на нас младите. Така да апелирам на сите моќни, богати продуценти кои што ствараат и продуцираат нешто во оваа земја, колку толку да не вложат и нас младите, затоа што иднината е кај нас. Значи ова Уште еднаш се извинувам што те прекинав, сакам да му се извинам на Игор Џамбазов дека се што кажав е за жал една невистина од погрешни информации кои ги слушав за него. Давид, имаше некое видео, еве јас имав прилика да го погледнам, потоа беше избришано, тоа неколку луѓе можеа да го видат само. Еден портал објави во врска со тоа. Станува збор за сцена каде што девојка го објавила тоа видео, во кое што ти си малце поинтимен со нејза. Па би сакала да ми го прокоментираш тоа, како се чувствуваш, дали мислиш дека тоа е намерно направено од нејзина страна или еве на тебе ти приеше тоа до некаде да те видат луѓето така? Не ми приеше затоа што моментално дейтам со една, затоа верувам дека не ми приеше, кога го виде тоа на Инстаграм, ми напиша 100 прашалници со таа девојка што дейтам и ми вика што е ова, зошто вакви работи, ја викам извини, викам ти кога ме запозна мене, не ме запозна како човек што работи друга професија, запозна шоумен, некој што привлекува многу внимание во оваа земја, така да викам сори, тоа е моја работа, јас морам да се бранам. Таа девојка ми беше девојка негде 2023-2024 година, постар од мене беше, јас имав тогаш 20, таа 25, манекенка, која што јас седам во диско на сепаре, таа доаѓа, со цел да се слика. Убава згодна, вика, јас сакам да се занимавам со оваа работа, она, викам, ајде, викам, ќе ти помогнеме вака. Колку што можеме, почнавме да се дружиме, да искачаме, бевме заедно 3 месеци, ако не се лажам, 2-3 месеци, и беше тоа е снимено кај мене тоа видео, на нејзин телефон, вика, да се снимиме, да се сликаме, прво се сликаме, обичта, вика, ме бациме, и тоа беше снимено. Нели она знаеш, iPhone имаш опција да сликаш и тоа да се направи како видео. И она тоа по нашата разделба после толку време, она го објави пред месец ден од прилика тоа видео и мене ме контактираа моите пријатели, викаат што е работа вака и вакво видео и гледам дека портали објавили сега веднаш и викам што е проинтава. Па сакам да видат луѓето, првин сакаше нешто да ме одбрани, да видат луѓето дека не си она, викам која си идам се мешаш во мојот живот. Откажеш дека сега немам девојка, дека сега ти мене не ми направи 100 проблеми. Избриши го, те замолам да го избришиш видеото одма. За 2 минути беше избришено видеото. А што имаше конкретно на видеото? Се бацивме. Значи, се уста. Така, во поинтимна атмосфера беше, да. Поинтимна атмосфера, точно. Дали можеби ќе не откриеш таа девојка? Бацам и тебе. Не затоа што не се занимава со јавна работа. Се занимаваш со јавна работа, дефинитивно да. Но не сакам да ни направи проблеми затоа што не се занимава работа. Јас сум пред се џентелмен и прав мушкарац кој не би сакал да ја отцрне. Давид, кажи ми, има еден рил исто така на твојот профил, ја како некој стокер така да го гледам профилот. Кажи ми, не знам дали ти ќе ми возоратиш ако те фоловнам. Секогаш да пријатели, да. Пошто слушам дека знаеш и да ги оследиш некои луѓе. Ги оследувам луѓето кои што не ми враќаат порак. А во денешто време јас мислам дека телефонот е дел од нашиот организам, интернет. И сега да не се лажеме, 24 часа да не вратиш на некој 12 часа да не вратиш на некој на порака, а гледам дека си активен, дека објавуваш сторења, постови, апсурд е според мене. И ако некој даде некоја лоша изјава која што мене не ми се допаѓа, знам да анфоловнам човек, но тоа се луѓе кои што не ми се пријатели, а с тебе има некако кохезија, чувствувам дека си одлично, имав прилика нели сега да те запознам,
Мислам дека си првенствено добар човек, ми се допаѓа тоа што си ваго хороскоп, така да фоловни ме. Ти благодарам. Прашањето ми беше, има еден рил кај што зборуваш бранат ги возвишуваат тука кај нас, а тие луѓе што се занимаваат со висока мода или слично ги хейтат или вака ги спуштаат. На кој мислиш? Не конкретизирав и не ни мислам на одредени што ова земја многу се има. Не само во оваа земја, впрочем и на Балканот, а и на глобално ниво има многу луѓе кои што се занимаваат со прават превари и така натака, црни пари, перат пари. Луѓето во Македонија се најомразени, а многу луѓе мислат дека јас сум. Јас сакам да искористам оваа прилика, мислам дека ми е прв пат во живот да кажам дека луѓето кои што се занимаваат со мода не се дека тоа се најнормални и верувај дека се облекуваат исто како вашиот прекрасен снимат, кој што е вреден. Облеката не може да дефинира ниту една и ничија предалба. Јас тебе не можам да речам дека ти си тоа што на пример не знам си се облекла од црно, лупам. Или црната да е мека машка боја. Така да тие се стереотипи кои што ни е цел да ги скорнам од македонскиот менталитет за да бидеме сте сложни и успешни како земја. Сега, мене народот ме мрази затоа што мисли дека јас сум. Тоа не треба да биде така. Затоа сакам да кажам дека јас во животот ништо лошо немам направено и навистина ме боли да ме вреѓаат по коментари, да ме пцујат, а на никој ништо лошо немам направено. Возвишуваат и фалат. Дегутантно. Толку ќе кажам. Тоа ти беше мислењето. За крај имам неколку фотографии од наши јавни личности, би сакала да ти ги покажам и ти сакам да ми ги искоментираш. Како ќе ги коментираш е твое, дали по стил, дали по вака по професија, по успех. Не можам по професија, секој има право да се занимава со што сака. Ова е Антонија. Да. Не можам да верувам. Колку е згодна. Антонија на извинјавате последен спот. Не го гледав последниот спот да бидам реален. Антонија овде презгодна. Ја не сакам жени со кратка коса. Перика, мислам. Да, во секој случај. Славица те бара. Да ја одбијам. Мајка ми. Може да се јавиш. Ја одбив. Антонија овде пресекси, не можам да верувам дека ова Антонија, Лаудија какво тело има. А ти и далje причај свима какво тело Антонија има. Лаудија. Што мислиш за Антонија како изведувач? Прекрасен вокал. Мислам дека е прекрасен вокал, кој човек не ја познавам и затоа не сакам да кажам ништо. Само сакам да кажам дека не истои кратка коса дефинитивно. И многу е згодно, УПМ е згодно, шок сум. Джокер Лалда ти е. Мара! Мара. Ова конкретно фотографија. Ова е фотошоп. Не, сакам да кажам дека позадината е фотошоп. Ова е на грин скрин сликано, мислам. Како тука сака да изгледа вкусно направен тој фотошоп, мислам. Има ли поента? Приметив дека е фотошоп, мислам дека не е како што треба фотошопот направен. Има ли поента фотографијата? Мислам дека има поента сликата што Мара тука сака да изгледа нели како тука како домаќинка и морам да кажам на работа ексклузивна за Марија, кој што никој не знае. Марија е една од ретките јавни личности која што во животот не ставила филтер на лице на слика. Секогаш е природна. Така да голем плюс за тоа. Инаку самава позадина не ми стопа. Познат ми е. Потсети ме како му беше. Young Daddy. Young Daddy, да, имам чуена за него. Да коментирам стил, само да видам. Некои интересантни шарени панталончиња. Сака да удрила акцент на зелена боја. Убави заби, но чарите не ми стопаѓаат и не се у тренд. Така да обетката исто не ми се допаѓа. Така да Young Daddy овде има една 6 од мене. Дали сметаш дека е симпатичен, доста млад и перспективен? Мислам дека е постар од мене 2-3 години. Па Кој е млад? Да, млад е, па не можам да кажам дали е симпатичен. Тоа не знам, вие по нешто од пола кој одлучи дека е симпатичен. Мене ми е онака просечен. Затоа е 6%. И последното. Ти се настикава ова со дечкото? Погрешна слика отворив, се извинувам. Ова е Марио Ранđеlovски, ако не се лажам. Ова е негде, ова е фотошоп или... Не, тоа е на мостот во центар. Ова е навечер, како што гледам. Да. И навечер носи ночери сред црн ден. Претпоставувам дека е на некој евент тука. На ивенте, да, и сака нели да изгледа како звезда со ночери, добро. Поштовање. Црн стайлинг никогаш не е грешка, тоа да знаете, дека црната боја никогаш не може биде грешка. Ако не знаеш како да се облечеш, дефинитивно облечеш се во црно како што се облекол Марија. 9. Значи супер. 9.
Давид, ти благодарам многу што беше мој соговорник. Ти посакувам успешна кариера, успешна иднина, поради тоа што ти тоа го заслужуваш и се надевам ќе се видиме наскоро со некои нови вести. Кога и да сакаш, секој сум расположен за хајп, како што кажав и на самиот старт, да ги поздравам цела екипа, навистина сте прекрасни, многу голем поздрав до директорката и до нашата колешка Клементина, тоест повеќе твоја. До тебе, прекрасна си, ти посакувам многу среќа и никогаш не ти посакувам да седиш дома или да работиш друга професија. Секогаш ќе ти подстакам да работиш ова работа која што најдобро знаеш да работиш. Фала ти што постоите. Јас сум Давид Давидовски, а вие гледате Hype МК.